Денес православната црква го чествува споменот на Вознесението Господово Спасовден. Вознесение Господово Спасовден. 40 дена по Пасха. Во овој ден, во четвртокот на шестата недела по Пасха, го празнуваме Вознесението на Господ Бог и Спасителот наш Исус Христос. Бидејќи кога беше со своите ученици, според страдањето им го вети доаѓањето на Сесветиот Дух велејќи: добро е јас да одам, ако јас не одам, утешителот нема да дојде. И повторно, кога ќе дојде тој, ќе ве научи на целата вистина. По воскресението од мртвите во текот на 40 дена им се јавуваше на своите ученици не заедно, туку одделно, јадејќи и пиејќи со нив, појасно представувајќи го воскресението. Најнакрај, откако им вети многу за Царството Небесно, им заповеда да не се одделуваат од Ерусалим, туку таму да пребиваат и да го чекаат доаѓањето на Пресветиот Дух, и со него да бидат крстени. Им заповеда да пребиваат во Ерусалим, за таму најпрвин да биде проповедано Евангелието, и за да потоа, кога ќе одат на туги места, да бидат добро опремени, како некои воини, подготвени со оружјето на Духот, и така да одат против непријателите Христови. Кога настана времето на Вознесението, Христос ги одведе учениците своји на Елеонската гора, која така се нарекува затоа што беше засадена со многу маслинки. И им говореше за своето царство, и дури говореше дојдоа ангели и го покажаа вознесувањето на небесата. И дури тие гледаа, тој беше земен од нивната средина, носен на еден облак од ангелите. И седна оддесно на Отца, обожувајќи ја плотта, и би се дрзнал да речам, ја створи и неа божествена, преку која ние се помиривме, а древното непријателство беше разрушено. Пред апостолите застана ангелите во вид на мажи и говореа: мажи галилејци, што стоите и гледате кон небото. Тој кого што го видовте, воплотениот Бог Исус, тој пак ќе дојде најаве во плот, но не како првиот пат понизно и молчаливо, туку со слава голема како што и сега гледате од ангелите. Тогаш апостолите се вратија од Елеонската гора, бидејќи таа беше близу до Ерусалим, 2040 стапалки, тоа еден саботен ден од. И бидејќи така е пропишано до Мојсеја, толку стапки во сабота да можат да се одат, затоа што и скинијата на заветот беше толку оддалечена од јудејскиот полк. Возможно беше да се оди во сабота, да се поклона таму, не правејќи поголем пат, затоа и се нарекува саботен ден од. Некои сметаат заради тоа дека Христовото вознесение било во сабота, но тоа е погрешно. Откако се вратија апостолите, влегоа во горната соба во која беше заедно со жените мироносици и мајката на Словото, која со пост и молитви и молби го чекаше доаѓањето на Сесветиот Дух, како што беше ветено. Христе Боже, кој се вознесе во слава, помилуј не. Амин. Светиот апостол и евангелист Јован. Споменот на овој голем апостол и евангелист се празнува на 26 септември, но на 8 мај се споменува чудото пројавено од неговиот гроб. Имено кога Јован имал повеќе од 100 години. Тој ги зел своите 7 ученици, излегол од Ефес и им наредил на учениците да ископаат гроб во вид на крст. Потоа старецот слегол жив во гробот и бил погребан. Кога подоцна верните го откопале гробот, Јованов не го нашле телото во гробот.
а на 8 мај секоја година се кревала некоја прашина од неговиот гроб, од која се исцелувале болните од разни болести. Преподобниот Арсени Велики. Овој славен светител родум бил од едно патрициско семејство во Рим и добро образован, како во светските науки и филозофијата, така и во духовната мудрост. Оставајќи ја сета светска суета, тој и се предал на служба на црквата и бил ѓакон на Великата црква во Рим. Неженет, повлечен, молчалив, молитвен, Арсени мислел така да го помине целиот свој живот, но промислата Божја го управила неговиот животен пат поинаку. Царот Теодосиј го зел за воспитувач и учител на своите синови Аркадиј и Хонорий и го поставил за сенатор, обкружувајќи го со големо богатство, почести и со раскош. Но сето ова повеќе го притискало срцето на Арсенија отколку што го задоволувало. Еднаш се случило Аркадиј да направи некоја белја и Арсениј за тоа го казнил. Навредениот Аркадиј му смислувал тешка одмазда на својот учител, за која кога сознал, Арсениј се преоблекол во питачка облека, отишол на морскиот брег, седнал во лагја и отпловил во Египет. Кога стигнал во славниот Скит, му постанал ученик на славниот Јован Колов и се предал на подвиг. Себе се сметал за мртов, кога некој му јавил дека еден богат роднина му умрел и нему му го оставил целиот имот, тој одговорил: па јас пред него умрев, значи како можам јас да му бидам наследник? Повлечен во една пустинска келија како во гроб, по цел ден плетел кошари од палмови лисја, а ноќе на Бога му се молел. Ги избегнувал луѓето и секој разговор со нив. Само во празничните денови излегувал од келијата и доаѓал за причест. За да не го фати мрза, тој на себе често си го поставувал прашањето: Арсени, Арсени, зошто дојде во пустината? Поминал 55 години како пустиножител и за тоа време им бил углед на монасите и слава на монаштвото воопшто. Поживеал 100 години и завршил мирно после долговремениот труд и доброволно наложеното врз себе мачеништво во 448 година. Се преселил во царството на Христа Господа, кого го љубел со сето свое срце и со сета своја душа. Светата Емилија, мајка на светиот Василий Велики. Во младоста посакала да остане до животна девојка, но била принудена во брак. Родила 9 деца, нив ги вдахновила со Духот Христов и 5 од нив станале христијански светители. И тоа: Василий Велики, Григорий епископ Ниски, Петар епископ Севастиски, Макрина и Теозвија. Во староста построила манастир во кој што живеела со својата ќерка Матрина и во кој се упокоила во Господа на 8 мај 375 година. Благослови